Добре дојдовте на Слободен печат. Ви благодарам што се информирате преку нашиот медиум. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Дали во градов ќе се гради Скопје на вода, по примерот на Белград? Неофицијалните информации велат да од општина Карпош, која би требало да донесе детален урбанистички план за овој простор и да издава дозволи за градба. Не потврдуваат вакво нешто, а урбанистите велат дека нема ништо спорно доколку се гради покрај булеварот Илинден, а не покрај Вардар. Како што дознава Слободен печат од извори блиски до власта. На просторот спроти Мида, градежни фирми веќе купиле плацови, каде што треба да никнат 5 згради. Од Александар Палас пак, накај изворите на Лепенец, биле планирали уште 42 згради. Неофицијалните информации говорат дека всушност ќе се градат две населби – Скопје на вода и Скопје на дланка, а дека инвеститори ќе бидат фирми од Србија и од Македонија, како и компанија Eagle Hills од Обединетите Арапски Емирати, која го градеше Белград на вода. Темата е на Анита Стојковска. Гоце Наумовски е избран за нов уставен судија со 63 гласа за, 7 против и ниту еден воздржан. Пратениците го избраа Наумовски. Изборот на Наумовски следува откако професорката Јадранка Дабовиќ Атанасовска во декември лани поднесе оставка од функцијата поради здравствени и лични причини. Министерството за животна средина и просторно планирање денеска организира промотивен настан по повод официјалната презентација и ставање во употреба на новоиспорачаната специјална опрема за депонијата Русино во рамки на регионалниот проект за управување со цврст отпад. Станува збор за инвестиција вредна 1.114.200 евра, финансирана преку заем од Европската банка за обнова и развој. Албанија, Италија, Бугарија, Македонија и Романија потпишаа заедничка декларација за коридорот 8 во Тирана, дефинирајќи го како стратешка оска за поврзаност, економски развој и безбедност на регионот. Петте земји ја потврдија својата посветеност да го претоварат коридорот 8 во функционална артерија на трансевропската транспортна мрежа ТЕН-Т, со директна релевантност за постепената интеграција на Западен Балкан во Европската унија. Македонија ја представуваше министерот за надворешни работи и меѓународна трговија Тимчо Муцунски. Верниците од исламската вероисповед рано изутринава го почнаа рамазанскиот пост, што трае 29 дена и завршува на 20 март. За време на постот верниците од изгрејсонце до зедисонце се воздржуваат од јадење и пиење. Според исламската религија, Рамазан е месец кога првите стихови од Куранот му биле откриени на пророкот Мухамед пред повеќе од 1400 години. Постот, кој е еден од исламските столбови, е задолжителен за сите верници за нивно физичко и духовно прочистување. Верниците мора да се воздржуваат од лоши зборови и дела. Следува вознемирувачка содржина. Во ски центарот на Јахорина во Босна и Херцеговина вчера се случил непријатен инцидент, кога дете паднало од жичница. На социјалните мрежи се прошири видео на кое се гледа како детето со ски виси и се држи за корпата од жичницата, а веќе во следниот момент паѓа. Група скијачи оддолу пробуваат да го фатат, но не успеваат. Детето е во болница со скршеници. Една третина од американската морнарица е во близина на Иран. Американската војска е подготвена да го нападне Иран уште овој викенд. Иако председателот Доналд Трамп се уште не донел конечна одлука дали ќе одобри вакви акции, велат извори запознаени со ова прашање за CNN. Белата куќа е информирана дека војската би можела да биде подготвена за напад до викендот, по значителното зголемување на воздушните и поморските средства на Блискиот Исток во последните денови, велат изворите. Но еден извор предупреди дека Трамп приватно се залагал и за и против воена акција и ги анкетирал советниците и сојузниците за тоа кој е најдобриот тек на дејствување. Русите синоќа немаа мир. Украина силно нападна, ракети летаа од сите страни.
Украина наводно погодила складишта за нафта и испукала ракети кон рускиот град Белгород, предизвикувајќи прекини на електричната енергија во делови од градот. Украина редовно напаѓа војна инфраструктура длабоко во Русија во обид да ја ослабне борбената моќ на Москва. Украинскиот претседател Володомир Зеленски изјави дека никој не може да гарантира дека лидерот на Русија Владимир Путин нема да започне нов напад врз Украина. Американскиот претседател Доналд Трамп денес ќе претседава со првиот состанок на неговиот одбор за мир, а нерешените прашања за иднината на Газа висат над настанот, на кој се очекува да присуствуваат представници од повеќе од 45 земји, пренесува Reuters. На денешниот состанок присуствуваат 47 земји, од кои само некои имаат статус на полноправно членство, како и Европската унија со улога на наблюдувач. А реконструкцијата на Газа е првата официјална мисија на Советот, која е под целосна контрола на американскиот претседател. Половината на северот од американската сојузна држава Калифорнија, 8 предходно исчезнати скијачи се пронајдени мртви. Уште еден член од групата се уште се води како исчезнат, соопштија властите. Несреќата се случила доцна во вторникот предпладне на планината Касл Пик во Сиера Невада, североисточно од градот Сакраменто. Лавината ја затрупала целата група скијачи од 15 луѓе. 6 повредени скијачи биле спасени, а 2 од нив пренесени во болница. Екстремните временски услови во планините ја отежнале спасувачката акција која траела неколку часа. Повеќе од 50 спасувачи морале да се пробиваат низ бурата до настраданите, кои биле затрупани под снег и мраз. Ким Џонг Ун представи 50 ракетни лансери пред клучниот конгрес. Ким ги поздрави ракетните лансери со калибар 600 мм како прекрасни и атрактивни за време на церемонијата, додавајќи дека за време на престојниот конгрес ќе бидат поставени нови воени и градежни цели. Тој нагласи дека новиот систем на оружје е наменет за одвраќачка улога и увери дека е непобедлив. Експертите веруваат дека би можело да се употреби против Јужна Кореја, особено нејзиниот главен град Сеул, кој е на помалку од 50 километри од границата. Куртулиот смртна казна. Бившиот јужнокорејски претседател Јун Сунк Јол е осуден на доживотен затвор, откако беше прогласен за виновен за злоупотреба на службена должност и за организирање бунт, поврзано со неговиот обид за воведување воена состојба во декември 2024. Обвинителите бараа смртна казна за Јун, чиј потек предизвика национална политичка криза и ја тестираше демократската отпорност на земјата. Коосновачот на Microsoft, Бил Гейтс, го откажа во ведниот говор што требаше да го одржи на самитот за вештачка интелигенција во Индија, неколку часа пред неговото закажано појавување. Повлекувањето доаѓа по обновените критики за неговата врска со осудениот сексуален престапник Џефри Епстин, како и шпекулациите за тоа дали таа врска се заканува да ја засени целокупната мисија на организацијата. Со символично предавање на клучот од градот од страна на градоначалникот Петар Јанков на карневалџиите во Струмица. Почнаа 8-дневните карневалски празнувања. Струмичкиот градоначалник Јанков и го предаде клучот на претседателката на организацијскиот одбор на Струмичкиот карневал, со што се означи почетокот на овогодинешното карневалско издание. Утрово најстудено било во Берово, каде што се измерени -7 степени. Денес низ Македонија ќе биде претежно сончево до умерено облачно, со засилен ветер во поголем дел од земјата. Во југоистокот има и повисоко ниво на предупредување за ветер. Попладне температурите ќе се качат главно од 9 до 13 степени. Гледавте вести, ви благодарам на довербата, повеќе содржини ќе пронајдете на нашиот сајт.